централен дневник на регионалната К1 телевизија. Добро вечер. Ова се настаните на денот. Во Кавадарци презентирани мерките на проектите за самовработување со кредитирање, кои ќе траат се до 20 октомври. Јоханес Хан утре пристигнува во Македонија. Тој испрати порака дека е важно за Македонија условите за одржување на веродостојни избори да се исполнат. Подобра подготвеност на службите за делување при природни непогоди. Денеска раководителот на Центарот за вработување од Кавадарци, Благој Борисов, ги презентираше мерките на проектите за самовработување со кредитирање, кои траат се до 20 октомври. Новитет е тоа што огласите за кредити за самовработување ќе се распишуваат секој месец. Во текст се огласите за трите активни мерки на Агенцијата за вработување во рамки на проектите за самовработување со кредитирање. Денеска директорот на Центарот за вработување во Кавадарци, Благој Борисов, ги презентираше мерките и рече дека станува збор за проект самовработување со кредитирање за млади невработени лица до 29 години, кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места, како и проектот за кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места за млади лица до 29 години. Значи во моментот течат две, односно три мерки. Самовработување за индивидуални лица. Значи тука имаме две категории, односно три категории. Но оние самовработување кои што како почетна инвестиција, че има побарување од 3000 евра. Втората категорија на лица кои што истата таа мерка во нивен интерес би била 5000 евра. Да се зборувам по лице. И третата категорија на млади лица кои што имаат право до 7000 евра, односно за едно лице. Сите овие категории што ги спомнав, значи може да бидат 1+4. Целта на проектот е на заинтересираните невработени лица, како и младите до 29 години, кои се активни баратели на работа и кои што сакаат да започнат свој собствен бизнис, да им се овозможи поволен кредит со што ќе се отворат нови работни места и ќе се самовработат во областа на земјоделството, трговијата, преработувачката индустрија, градежништвото, услужните дејности и така натаму. Моментално има интерес, значи оваа мерка оваа година малку подзакасна. Не знам од кои причини, тоа не би можел да кажам, али сега е од 8, односно до 20 октомбар. Зависно од интересот, јас сметам дека оваа мерка ќе продолжи понатаму, затоа што како што сме информирани има доволно финансиски средства. Сега би сакал да истакнам, тоа е мојата цел, да ги поттикнам сите кои што слушнале, виделе, не разбрале, еве да му кажам. Сега сме тука преку вас, а секој ден сме преку нашата Центар за вработување. Да му објасниме, да ги охрабриме, дека има можности сами да го решат вработувањето, како што до сега го решили негде на околу 2000 лица, зборувам, од периодот 2006 до денес. За овие мерки ќе може да се аплицира се до 20 овој месец. Новитетот е во тоа што огласите за кредити за самовработување ќе се распишуваат секој месец. Асфалтиран експресниот пат Велеска-Дрифаково. Делницата долга 26 км сега е скоро двојна поширока и побезбедна за возење. Изградбата на оваа делница е од посебно значење за жителите од Источна Македонија. Повеќе во прилогот на Дијана Иванова. Послан со асфалт е првиот експресен пат во Македонија. Тоа е делницата од Велес до Кадрифаково. Истата е долга 26 км и сега е скоро двојна поширока и побезбедна за возење. До крајот на оваа година останува уште да се завршат градежните работи околу двата железнички премини. Ни остануваат два премини железнички, што се договоривме дополнително да донесеме нова опрема, да ставиме на нови премини комплетно, дополнително надвор од овој проект и фактички ќе биде комплетно све завршено во наредните месеци. Зборам во делот на тендерот што го имаате договорот компаниите за експресниот пат, за многу кратко време комплетно све завршено. Станува збор за инвестиција околу 15 милиони евра и од прилика 26 километри. Кон крајот на 2013 година започна реконструкцијата на делницата, која имаше 13 црни точки. Работата беше поделена во 3 фази, а изградбата на делницата е од посебно значење за жителите од Источна Македонија. Според најавите, наскоро започнува изградба и на вториот експресен пат во Македонија од Грацко до Прилеп.
Петмина мигранти од Пакистан се пронајдени ноќеска на патот село Неокази Свети Николе кај село Петришино од страна на полициски службеници од полициската станица Пробиштип. Истите се пронајдени при контрола на патничко моторно возило Ауди со штипски регистарски ознаки, управувано од 29-годишниот АМ од село Калаузлија, и патничко моторно возило Нисан Сани со штипски регистарски ознаки, управувано од непознато лице кое побегнало. Лицата биле пренесени во полициската станица Пробиштип за понатамошна постапка. Бесплатни технички проекти за откупни центри ќе добијат овоштарите и градинарите. Овие центри заедно со инфраструктурата ќе бидат со површина од минимум 6500 метри квадратни. Основниот проект предвидува објект со големина од 1000 квадратни метри со 2 комори за ладење, а во него се проектирани и линии за пакување амбалажа и електронска вага. За модерен откупно-дистрибутивен центар за свежо овошје и зеленчук, овоштарите и градинарите можат да добијат бесплатно техничка документација. Планирано е тие да бидат исклучиво за трговија со овошни и градинарски производи. Според потребите на земјоделците, ќе можат да се зголемуваат и прилагодуваат. Овие центри, заедно со инфраструктурата, ќе бидат со површина од минимум 6500 метри квадратни. Основниот проект предвидува објект со големина од 1000 квадратни метри, со 2 комори за ладење на 147 тони овошје и зеленчук, а во него се проектирани и линии за калибрирање, пакување, амбалажа и електронска вага. Пристапот, комуналиите, струјата и инфраструктурните елементи планирани се според современи стандарди. За сите кои се заинтересирани да инвестираат во ваков проект, техничкиот проект е бесплатен. При природни непогоди потребно е поголема подготвеност на службите. Неопходни се едукации и тренинзи за локалната заедница со цел намалување на ризиците за луѓето, околината и инфраструктурата. Валентина Михаловска ги има деталите. Земјотреси, поплави и други природни непогоди ја зафатија Македонија, но и другите земји од Балканот во изминативе неколку години. Во поплавите во Скопско во август, покрај материјална штета, имаше и човечки жртви. Нужна е поголема подготвеност на службите задолжени за делување при вакви непогоди. Било би добро да и државни ниво и сви Би било добро сите кои препознаваат важноста на овој сектор во наредниот период ние ќе се соочуваме со се поголеми катастрофи и несреќи и затоа е потребно да бидеме опремени и за одговор и за превенција. Целата можна опрема која е потребна за да може овие несреќи да се доведат на ниво да нема човечки жртви. Сва нужна опрема која е потребна за добар, учинковит одговор. Потребно е државата што подобро да се подготви за било какви несреќи и катастрофи. Неопходни се едукации и тренинзи за локалната заедница со цел намалување на ризиците за луѓето, околината и инфраструктурата. Општина Велес покрена иницијатива за прибирање предлози за доделување на 9 ноемвриски признанија, награда за животно дело Гемиджи и награда за најстудент професор доктор Ѓорги Шоптрајанов за 2016 година. Советот на општина Велес, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување 9 ноемвриски признанија, награда за животно дело Гемиджи и награда на општина Велес за најстудент професор доктор Ѓорги Шоптрајанов за 2016 година. Признанијата 9 ноември се доделуваат на поединци, органи и организации, граѓански организации и заедници чие дело и постигнати резултати се од значење на општина Велес и незината афирмација во земјата и светот. Кандидатите за 9 ноемвриски признанија, делото за кое се предложени, да го афирмирале во јавноста. Предложениот кандидат да е жител на општина Велес или тематски неговото дело
да е поврзано за општината. Наградата за животно дело Гемиджи се доделува на поединци за постигнати резултати во развојот и афирмацијата на Велес во државата и надвор од неа. Предлози за доделување на 9 ноемвриски признанија и награда за животно дело Гемиджи можат да поднесуваат градоначалникот, Комисијата за општествени дејности, член на Советот на општина Велес, органи, организации, политички партии, здруженија на граѓани и поединци. Награда на општина Велес за најстудент професор доктор Ѓорги Шоптрајанов се доделува на студент од општина Велес со завршена најмалку 2 година од студиите на некој од универзитетите во Република Македонија и акредитираните универзитети во земјата и странство. Сите предлози се доставуваат до Совет на општина Велес, Комисија за општествени дејности на улица Панко Брашнар број 1 Велес или лично најдоцна до 14 октомври, поточно утре, 2016 година. Во рамки на манифестацијата Кавадаречка културна есен, вчера вечер во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше отворена изложба на икони од авторите Сонја и Златко Лечковски. Во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше отворена изложба на икони од авторите Сонја и Златко Лечковски, ликовни уметници и изографи. Станува збор за мощна и интересна изложба која е во рамките на традиционалната манифестација Кавадаречка културна есен. Изразувам надеж секако дека граѓаните на Кавадарци ќе покажат еден интерес, бидејќи моите некои познавања говорат спрема она што го видов овие денови пред да се аранжира изложбата. Станува збор за навистина вредни, квалитетни автори кои што сликаат икони. Интересот за уметноста и живописувањето кај авторите се јавил уште во најраните години. Во Битола и се придружиле на групата млади уметници во ателјето при храмот на Пресвета Богородица, кај двајцата еминентни живописци Ристо Димовски и Никола Крнчев, чие творење е под влијание на русинот Иван Мелников. Ова сликарство покрај ликовната димензија има нешто многу поважно во него, а тоа е духовната димензија, рече ликовниот уметник и изограф Горан Боев од Кавадарци. Кога почнав да занимавам со ова дејност, со иконографијата, за прв пат посериозно во Бигорскиот манастир, мојот духовник, игуменот од Спартени, ми кажа, ми рече кога почнав да работам, види вака, ми рече, мене ми е многу поважно, нели, изографот да не е врвен сликар, туку поважно ми е да биде верник, да биде посветен на православната вера, со што на некој начин ќе се загарантира и успехот во самата работа. Авторите Сонја и Златко Лечковски досега неколку пати самостојно имаат изложувано во Битола, Охрид, Прилеп, Ресен, како и учествувано на многубројни групни изложби. Нивните дела, освен во Македонија, можат да се видат низ европските земји, како и во Австралија и Америка. Живеат и создаваат во Битола, а во моментов ги изработуваат живописите во неколку помали локални цркви во Битолско. Собранието денеска го продолжи рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија до 30 јуни 2017 година. Вести од Македонија во продолжение. Еден ден пред да стигне во Македонија, комесарот за преговори за проширување на Европската Унија, Јоханес Хан, испрати порака дека е важно за Македонија условите за одржување на веродостојни избори да се исполнат. Како што јавува дописникот на МИА од Брисел во соопштението, била наведена главната цел на посетата на Хан, а тоа е да се направи преглед на политичките случувања и да се дискутира за патот напред, особено во однос на организирање на предвремените парламентарни избори во декември, како и спроведувањето на итните реформски приоритети. Според планираната агенда, Јоханес Хан во Македонија планирано е да се сретне со премиерот Емил Димитриев, лидерите на 4 најголеми политички партии, специјалната обвинителка, како и представници на граѓанското општество.
500 машини за перење и исто толку кунски садови донира владата на Република Турција за настраданите во августовските поплави во Скопско. Помошта е веќе пристигната во Македонија и денеска е предвидено да биде предадена. Како што информираат од амбасадата на Република Турција, повеќе турски институции веќе испратија помош, а продолжува и процесот на собирање на нови донации и испраќање на истите до настраданите од поплавите. Земјотрес со магнитуда од 2,5 степени според Рихтеровата скала изутрина во 7 часот и 58 минути е почувствуван во Источна Македонија. Според Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар, епицентарот на земјотресот бил на 10 км северозападно од Пехче во надлабочина од 2 км. Земјотресот е почувствуван и во соседна Бугарија. Вчера во 11 часот и 39 минути земјотрес беше регистриран и во Скопје и околината со јачина од 2,6 степени според Рихтеровата скала. Полицијата од албанскиот приморски град Валона заплени 324 килограми марихуана. Најмалку 23 лица загинаа во напад врз бегалци во Цар. Ова е свето денеска. Истражување на Обединетите нации покажува дека Хаити е најпогодена земја во светот од природни катастрофи според бројот на жртвите во изминатите 20 години. Во елементарните непогоди загинале речиси 230.000 луѓе, меѓу кои и земјотресот од 2010 година, тригодишната суша предизвикана од Ел Ниньо и ураганот Метју. Во случајот на Хаити е мощна јасна врската меѓу сиромаштијата и природните непогоди, изјавил представникот на Обединетите нации за ублажување на последиците од катастрофи Роберт Глашнер. 90% од смртните случаи во природните катастрофи се забележани кај земји со мали и средни приходи, покажува истражувањето. Според бројот на жртвите по Хаити следат Индонезија, Мјанмар, Кина, Индија, Пакистан, Русија, Шри-Ланка, Иран и Венецуела. Во северниот дел на Централно-Африканската република, борци на муслиманските милиции нападнаа бегалци и убија 13 лица пред да бидат протерани од мировните сили на Обединетите нации, кои убија најмалку 10 од напаѓачите. Нападот се случил во градчето Кага Бандоро, а во него има и ранети лица. Од претходните судери, стотици бегалци побегнале кон базата на Обединетите нации, каде војници од мировните сили отворија оган за да ги спречат милициите. Силите на организацијата биле принудени да отворат оган за да го заштитат цивилното население, изјавил представник на Обединетите нации и додал дека се убиени најмалку 10 од напаѓачите. Од почетокот на 2013 година, Централно-Африканската република е во хаос, кога милициите на Селека го соборија од власт тогашниот председател Франсуа Бозизе. Земјата е длабоко поделена по етничка и верска основа. Полицијата од приморскиот град Валона заплени 324 килограми марихуана, уапси едно, а трага по уште едно лице. Шверцот на марихуана од Албанија најчесто е во правец на италијанскиот брег и истиот не запира. Уапсен е Алдрин Рамадани, во чија штала полицијата пронашла 55 килограми, додека се трага по лицето ЗТ, во чија штала открила 269 килограми марихуана. Албанската и италијанската полиција во 3 одделни акции за неполни 2 дена запленија над 1,2 тона марихуана, произведена во Албанија. Градскиот ракометен клуб Борец синоќа одигра реми со Металург 2. Резултатот беше 31:31. Кошаркарите на Фени Индустрија загубија од Пек со резултат 82:73. Вести од спортот во продолжение.
Продолжуваат надпреварите во првата машка ракометна Суперлига. Екипата на градскиот ракометен клуб Борец синоќа одигра ремис со Металург 2. Резултатот беше 31:31. Ракометарите имаа шанси да го добијат овој надпревар, но на неколку секунди од крајот Ордев промаши контранапад кој ќе значеше плюс 3 бода. Резултатот сам кажувам, меѓутоа најнапред сакам да честитам на екипата на Металург, пред се за борбеноста и нивната истреност, затоа што од текот на сите 60 минути одигра своја игра. Додека ние на полувремето беше солидно, во вториот дел подклекнавме 100%. Ова морам да кажам дека беа планирани 3 бода, за жал освоиме само еден, а можеше да се случи и ни еден, и затоа сигурно дека ќе има одговорност. Тренерот на Металург 2 задоволен од исходот на надпреварот. Тука стално сме доаѓале, ако одиграш квалитетен надпревар и добар ракомет, има шанси да победиш, што тоа и се деси денеска. Морам да му честитам, сепак бодот е исто по еден бод поделивме, на добрата игра исто на Борец и да им честитам исто на моите момци. Ивица Илиев со 12 гола беше најефикасен кај Борец, додека најдобар поединец кај Металург 2 беше Димитар Димитриовски со 11 погодоци. Борец во сабота му гостува на Вардар Јуниор. Следното коло е многу важно за ракометарите од Велес. Во моментов Борец е на 8-та позиција на табелата во првата машка ракометна Суперлига. Единствениот македонски клуб кој успеал да го подигне шампионскиот трофеј во Бибел лигата Фини Индустри неславно го започна својот камбек во ова надпреварување. По отсуството од 4 години на премиерниот настап од новата сезона доживеа пораз на гости од Пеќ со 82:73. Кошаркарите на Маленков не можеа да го надминат проблемот со нерасположени шутери, па големиот број на загубени топки како и лошата реализација од далечина му овозможи на противникот брзо да ги казнува грешките на македонскиот клуб и да ги претвора во свое водство. Во дуелот во кој имаше многу технички грешки, домашниот тим од Косово Пеќ постојано водеше, а сите обиди на момците од Фени завршуваа недоволно добро за да се стигне до пресврт. Играта преку високите кошаркари беше главниот адут на екипата на Фини Индустри, но лошиот процент на шутот им донесе постојано заостанување. Хрватот Матеја Чешковиќ со 18 поени и Николовски со 15 поени беа најефикасни во редовите на Фини Индустри. Во противничкиот табор беа Рити Весели со 19 односно 18 поени. Во следното коло кое е закажано за следната среда, Фени во својот јасмин ќе го пречека тимот на Тирана од Албанија. Денеска имаме сончево време со мала до умерена локална облачност. Температурата се искачи до 21 степен. Од утре облачноста ќе се намалува и ќе преовладува претежно сончево време. Деталите во продолжение. Го следевте централното издание на регионалната К1 телевизија. Имате пријатна вечер. Пријатно.